Целта, како и поранешните години, нели до сега како што организираме денови на доживотно учење, и оваа година Работнички универзитет се вклучува во масовната манифестација за промовирање на доживотното учење. Значи, доживотното учење во сите негови сегменти. Масовна едукација, неформално образование, информално образование, и поради таа цел се повикани невладини организации да се представат со нивните активности во доменот на масовната едукација, неформалното образование. Значи, тоа е целта, да се промовира доживотното учење преку сите негови сегменти. А каков е интересот? Има ли интерес кај граѓаните за Струмица за доживотно учење и што конкретно се подразбира по тоа доживотно учење? Значи, интересот од година во година се зголемува. Доживотното учење што подразбира? Значи, целосна еманципација на личноста, нејзино усовршување на полето на образованието, на едукацијата. Кај нас, за разлика од светот, да речеме, се уште не сме стигнати до тоа ниво, меѓутоа, ние се надеваме дека во иднина, како што тежнееме кон евроатлантските интеграции, дека и тој процес ќе достигне одредено ниво. Дали доживотното учење се однесува за тоа дека оние граѓани кои што се во постара возраст веќе може да се едуцираат овде? Апсолутно. Значи, може да се едуцираат, може да посетуваат најразновидни обуки за преквалификации, да речеме, или понатамошно усавршување во доменот во кој што работат. Тоа е тоа. Не подразбира само формално образование, туку и секаков вид друго образование, дополнително образование, дополнителни вештини, учење странски јазици, учење информатика, значи стекнување знаење од информатичката технологија. Се е вклучено во доживотното учење. Јас сум Фросина Џиџева, член на Младинскиот парламент од Богданци. Членови сме на организацијата што е од УНИЦЕФ заедно против насилство во училиштата. Исто така, значи, дел од овие флешмобови што се штандот. Јас сум Стефанија Каркалашева, член на Младинскиот парламент од Гевгелија. Ние имаме, како и исто така од Богданци, учествуваме во проектот на УНИЦЕФ Стоп за насилството во училиштата. Се организирани повеќе флешмобови, како што беше во Гевгелија, во Радовиш и во Скопје, најголемиот беше во Скопје. Исто така имаме и многу проекти во кои што учествуваат и многу деца и многу малолетни. Јас сум Јасмина Пачемска, доаѓам од невладината организација Продолжен живот, Струмица. Нашата организација има врши активна е на повеќе проекти. Последно што работевме, тоа беше заедно за училишта без насилство. Тој проект го работевме во Радовиш. Потоа имаме исто така и активност која што е во тек отварање на телефони на доверба за помош на жртви од семејно насилство. Здраво, јас сум Адријана Прочкова од извидничкиот одред Младост од Валандова. Јас сум водач на патрола.
Нашиот одред постои од 22 февруари 1995 година и е континуитетот на извидничкиот одред 6 ноември од 1965 година од Валандово. Целта на извидништвото е да ги поттикне младите луѓе во постигнување на нивниот развој и во достигнување на нивните културни, општествени и духовни вредности, како да се представат како одговорни граѓани и членови на некоја организација. Нашиот одред секоја година организира акција во која што учествуваат извидници од цела Македонија, на која што самите извидници лугоруваат, предстојуваат во шатори и целата атмосфера придонесува да секој извидник се чувствува прав извидник бидејќи самиот извидник треба да ја чува околината, природата. Има ли интерес кај младите во да членуваат во Да, во нашата општина Валандово има голем интерес, но правиме напори тоа да се прошири и во други дел на Источна Македонија, бидејќи само во Валандово постои ваков извиднички одред. Другите одреди се или од Западна Македонија или Скопје, Велес. Правиме напори да се прошири во Радович, Тип, Струмица. Работнички универзитет има голема традиција на успешно функционирање и ние ова година го земавме под капата на општина Струмица. Сме задоволни од неговата работа. Секој што организира интересни работи за младите и за курсови за невработени, така да во секој поглед ние ќе го помагаме Работнички универзитет. Ова е прекрасна манифестација, се надевам дека до година уште ќе биде помасовна и како што напомнав за Работнички универзитет, така и за сите манифестации што се одржуваат во општина Струмица и имаат големата поддршка од граѓанинот Зоран Заев и од Советот на општина Струмица.